Понеделник на 19 ќе биде познато предлог името за нов гувернер на Народната банка, а веќе во вторник предлогот ќе биде ставен и на гласање пред пратениците, најави премиерот Христијан Мицкоски. Одговарајќи на новинарско прашање, не сакаше да го открие својот фаворит, рече дека разговорите со претседателката Давкова, кој ги имал на оваа тема во понеделникот, ќе продолжат и до крајот на неделата нивната позиција ќе биде јасна. Сите кандидати кои што се разгледуваат се вонсериски, искусни и кандидати кои што убеден сум дека ќе ја одржат макроекономската стабилност на Македонија. Очекувам во понеделник да биде информирано собранието. На 20 има седница. Разговарав и со претседателот на собранието за дополнување на дневниот ред на 20, така што рокот ќе биде испочитуван. Имиња засега официјално не се откриваат, но во јавноста за можен нов гувернер се споменуваат имињата на актуелната Анита Ангеловска-Бежовска, поранешниот министер за финансии Зоран Ставрески, неговиот претходник и сега актуелен претседател на Советот на град Скопје Трајко Славевски, како и поранешната вице-гувернерка на Народната банка Маја Кадиевска-Војновиќ, а на анкетите за можен гувернер се споменува името на универзитетскиот професор Борче Треновски. 7-годишниот мандат на актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска истекува на 22 мај. Согласно закон, таа има можност да влезе во трката за втор нов мандат. Според законските прописи, гувернерот го предлага претседателот на државата, а се гласа во собранието за што е потребно просто мнозинство или 61 пратеник од вкупниот број на пратеници. Во случај да не се запазат роковите од Народната банка, велат согласно законот, гувернерот и по истекот на мандатот до именување на нов ги има истите овластувања, па од тука нема простор за загриженост дека би се довело во прашање работењето на институцијата.